Значи, одбележуваме оваа вечер голем настан, како што Гаго веќе рече, раѓањето на Богомладенецот или воплотувањето на Синот Божи. Решивме ова вечер да го празнуваме. Еден дел од христијаните утре, за нив ќе биде Божик. Всушност никој не знае кога се родил Исус. Важното дека се родил. И важното дека ние одбележуваме значаен настан. И овој период од годината е радостен, весел период. Луѓето се раздвижени, купуваат подароци, се разменуваат подароци, се слушаат радостни звуци, слушаме звончиња, пеење на дедомразовци. Воопшто атмосферата е подигната. Луѓето се радуваат, зашто има причина. Спасителот се роди. Меѓутоа, ако се слушаме малку подобро и како што одеше оној клип, ако внимававте малку или повеќе на него, инаку имаше и превод, но не се вклучи преводот на надписите, има и лоши вести во овој свет. Не е се идеално. Знаете, нема потреба да објаснам. Но некои делови од светот имаат обичај по повод раѓањето на Исус да се аранжираат сцена од неговото раѓање. Има мали шталички и овдека се продаваат во некои продавници и фигури, такова таму, има фигури од овчичка, козичка, луѓе, овчари, ангели, Јосиф, Марија. И во една црква им кажале на децата дека ќе аранжираат голема таква сцена и секој да донесе од што има од дома и да ја подготват заедно. И донеле дечињата различни фигури, ги ределе, едно дете се донело диносаурус. И тоа доние страшните диносауруси со тираносаурус, оние крвожедните. И другите дечиња рекле, ама не одговара сега на сцената, покрај овие насмејани, убави, весели кравички и овчички да ставиме еден крволучен тираносаурус. Меѓутоа детето инсистирало и на крајот учителката решила дека треба да остане. Зашто раѓањето на Господ Исус Христос, неговото воплотување не е пропратено само с убави настани. Да, имало ангелски хор кој објавил радостна вест, има мудреци кои се зарадувале што го нашле царот на царевите и му принеле подароци, меѓутоа има и непријатни настани. И ако слушате она што го кажа Андреј од Лука, од Евангелието според Лука, од 2 глава, раѓањето на Исус е пропратено и со лоши вести, со лоши настани. Убиени се во едно градче каде што се родил Исус сите деца до 2 години. И јас ќе раскажам оваа сцена или ќе го раскажам настанот. Значи, мудреци од исток, од Месопотамија, чуле, разбрале дека ќе се роди царот на царевите, Спасителот. И тргнале водени од звезди и стигнале во Ерусалим, надевајќи се ка главниот град во престолнината на Израел, тамо ќе го најдат Спасителот. Се распрашували и така прашувајќи стигнали до тогашниот цар Ирод. Ирод бил познат како жесток тиранин. Толку бил параноичен за власта, што дури своите деца си ги убил. И кога чул од мудреците дека се родил некаде цар, наумил да го убие. Им кажал на мудреците, кога ќе го најдете и ќе се поклоните, вратете се, кажете ми кај и јас да се поклонам. Мудреците заминале, го нашле Спасителот, родениот цар во Витлеем, му се поклонили и навечер на сон добили предупредување да не се враќаат кај Ирод, туку да заминат. Ирод кога разбрал дека мудреците заминале без да го излезат, се разгневил и заповедал во Витлеем да бидат убиени сите деца до 2 годишна возраст, сите бебиња, надевајќи се дека така ќе биде убиени царот, неговиот конкурент. И може да се представите покрај света веселба што владеела околу раѓањето на Спасителот на светот, кај овчарите во семејството меѓу Јосиф, Марија, ангелите, целото небо, како било да се биде родител во Витлеем тој ден, да се биде родител на бебе. На бебе од 2 месеци, 1 ден, 1 година, 18 месеци. Бебе на кој се радуваш, кој ти го разобалва денот, чии очи ти го осветлуваат животот и најнаш влегуваат војници и ти го убиваат.
И тоа е сцена од раѓањето на Исус. Така да покрај сите оние пријатни и радосни звуци како ангелскиот хор на небото кој вели не плашете се, ви носам радосна вест која ќе за сите луѓе, зашто во градот Давидов се роди Спасител кој Исус Христос. Покрај овчарите и мудреците, покрај приспивната радосна песна на Марија има и плач. Плачот на бебињата, плачот на мајките, плачот на родителите. Реалност е дека живееме во свет во кој има страдање. А Христос се роди за да биде со нас во страдање. Христос се роди, Бог се воплоти, Бог стана човек, дојде да живее меѓу луѓето кои живеат во свет со страдање. Во свет во кој што има маки. И Библијата е во тој поглед објективна. Расказите за раѓањето на Исус не се бајки во кои се е прекрасно. Расказите за раѓањето на Исус ја представуваат реалност. Реалност за човештвото. Човештвото е полно со страдање. На клипот видовме еден човек кој листа весници. И ако и овие денева отворите весници, ги видите, ги прочитате, многу лоши настани. Оваа година имаше терористички напади кои беа одбележени. Имаше убиства на луѓе кои вака собрани во црква, влезе човек и уби 50 на луѓе. И многу други настани може да се додадат во тој клип. Имаше случај со еден очув кој беше претепал до смрт својата сопруга пред низините деца, кои безпомошно гледаа во ужас. Во овој период на Божи, кога ќе се празнува, многу луѓе ќе се го одземат животот. Статистиката вели дека токму околу овие празници расте бројот на самоубиства. Депресијата, притисокот од депресијата што ги создава овие празници влијат на многу самени луѓе кои не издржуваат и посегаат по животот. Многумина луѓе ќе се чудат како со својата плата или без примањата да ги поминат овие празници, некој можеби ќе загубат и близок човек. Тоа е реалноста. Но Христос се роди во свет со страдање, да биде со нас во страдањата и тој да крвари со нас и тој да страда со нас. Неговиот живот беше пропратен со страдање. Синот Божи, кој од вечноста живее во слава, Синот Божи кој е полн со љубов, со добрина, стана човек да понесе страдање заедно со човекот. Има еден случај кој опишан во книгата на Ели Визел. Ели Визел е познат автор кој почне пред 3-4-5 години, французин со еврејско потекло, кој бил во концентрационен логор во Втората светска војна. Има напишано еден роман, Нок, кој освои Нобелова награда за литература. И во тој роман опишува една сцена од времето додека го поминал во логорот. Кога се враќале еден ден од работа, сите заробеници, сите затвореници биле натерани да се соберат во центарот на логорот и таму биле поставени 3 песилки. И сите останале шокирани кога виделе дека меѓу тројцата кои треба да бидат екзекутирани имало едно мало дете. Ги качиле на столовите, им ги ставиле јашињата околу вратот и турнале столовите. Двајцата возрастни од тежината завршиле со брза смрт. Од тежината се прекршил димниот врат и умреле. Меѓутоа детето било мало, недохрането. Продолжило долго време, половина час да се мачи, да се витка, да се гуши, да на крајот и не умрело. И во еден момент некој од робијашите, затворениците, се свртел кон Ели Визел и го прашал: ти ни велиш дека има Бог. Кај е Бог да го види се ова? И тогаш Визел рекол: Бог е таму, таму е, на песилката, и страда. Страда со детето. Господ Исус Христос дојде да понесе страдање. Страдаше на крстот. И пишува на едно место во Библијата дека ние имаме на небото застапник
кој ги знае сите наши страдања, зашто ги помина сите наши страдања. Христос се роди во свет со страдање, да биде со нас во страдањата. И овој свет не само што е полн со страдањето, туку овој свет на неизвестност. Ангел дојде и им рече на Марија и Јосиф да заминат во Египет, зашто Ирод ќе ги убие печињата во Витлеем и ќе сака да го убие и бебето Исус. И тие тргнаа. Нивниот план, нивната намера не беше да одат во Египет, тие отидоа во странство. Отидоа во друга земја. Тие беа во Витлеем, зашто тоа беше наредбата на императорот во тоа време Август, секој да отиде во своето место на раѓање и да се попише. Тоа време имало попис. И Марија и Јосиф тргнале од Назарет, местото каде што живееле, одишле во Витлеем, нивното родно место да се попишат. И нивната намера било пак да се вратат назад во Назарет. Меѓутоа, наеднаш сега треба да го сменат планот и да отидат во Египет. Каде? Не знаеле. Што ќе најдат во Египет? Кого имаат таму? Што ќе работи Јосиф? Кај ќе живеат? Како ќе стигнат дотаму со бебе? Неизвестност. Животот е една голема неизвестност. Никој не знае што го чека утрешниот ден. Никој не знае на следната кривина на животот што ќе дочека, што ќе најдете. Тоа е реалноста за животот. Имаме студенти кои студираат. Не се сигурни дали ќе најдат работа. Каква работа ќе најдат? Ќе бидат платени. Било нешто работат, не знаат дали утрешниот ден ќе стигна платата или можеби ќе загубат работата. Не знаеме каква ќе биде анализата, извештајот од некој медицински народен преглед. Каков резултат ќе добијат. Неизвестност. Марија и Јосиф тргнаа кон Египет. Тргнаа зашто знае дека во таа неизвестност Бог ги води. Исус дојде во овој свет, кој е свет на неизвестност, за да не води. Да биде со нас во неизвестноста. Да го осветлува нашиот пат. И тој ветел дека ќе биде со нас преку сите денови до крајот на светот. Тој ветел дека ќе биде нашиот животен сопатник. Затоа Бог, вечниот Бог, зеде тело на човек, се ограничи, стана човек, за да биде со човекот. И тој ветел и предупредува всушност. И вели, ако Бог се грижи за врабчињата, колку повеќе се грижи за неговите деца, за оние кои веруваат во него. И во овој свет на страдање и несигурност, најстрашното е, има смрт. И првиот Божик, или раѓањето на Христос, исто така беше одбележено со смрт. Беа убиени бебиња, невини бебиња. Сите бебиња до 2 години во Витлеем беа убиени. Тоа е реалноста за светот. Смрт. На крајот, колку да се нашите постигања големи, колку да оствариме, гробиштата се полни со луѓе со остварени амбиции, реализирани животи. На крајот завршува со смрт. Но Господ Исус Христос дојде да ја победи смртта. Во овој свет, во кој има смрт, оние кои веруваат во Него, смртта да биде само премин во вечноста, во животот во Божјото царство. Христос дојде за да биде со нас во смртта и со Неговото воскресение да воскреснеме за вечен живот. И тоа е големата надеж. Тоа е радоста. Радосната вест за која ангелите велат: наплашете се, ви носам радосна вест која за сите луѓе се роди Спасител. Неко семејство го загубиле своето дете, мало дете. И се разбира, тоа донело голема болка. И било тешко да го пребола. Тој кога мисле дека веќе се вратиле во нормален живот, дошол Божик, почна да ја кита телката и дошли спомените како со своето дете ја кита телката. Секој украс ги подсетувал на него. Кои се умилените украси на детето. И мајката не издржа да го заплака. И тогаш другото мало дете, зашто би имале,
ја прашала мајка си: мамо, ти плачеш за моето братче? Да, рекла мајката, плаче ми е многу тешко. Но мамо, рекло детето, ти нели ми рече дека моето братче сега е кај Исус? Да, рекла мајка, да, тој е таму. И нели ти велиш дека Божи всушност е празник во кој ние го празнуваме, одбележуваме раѓањето, роденденот на Исус. Да, ние го празнуваме роденденот на Исус. Па тогаш, рекло детето, ако ова е роденден на Исус, а моето братче е кај Исус, па тој е порадосен од нас, зашто го празнува роденденот на Исус заедно со Исус. И тоа е радосната вест. Христос се роди, за да бидеме со Него во вечноста. Смртта не е крај. Имаше смрт кога Исус се роди во Витлеем. Бебињата беа убиени, но едно бебе преживеа. Преживеа бебето Исус. И зошто преживеа? За после 30 на години и тој неправедно да биде убиен. Но да биде убиен за да ја победи смртта. И во смртта и неговото воскресение ние да живееме во вечноста, во Божето царство. Тоа е големата утеха. Во овој свет на страдање, на сигурност и смрт. И гробот не е конечната цел на нашиот живот. Гробот е преминот во Божето царство. И таа надеж, таа утеха, таа радосна вест, која најавија ангелите ноќта кога се роди Спасителот, е радосна вест која се нуди се уште на секој кој ќе поверува дека Исус Христос се роди за да ни донесе утеха во страдањата, во несигурноста, во смртта. Ништо, па дури ниту смртта, не може да ја одземе радоста, утехата, надежта, што ја донесе Христовото раѓање. Треба да веруваме. И се надобрзам на она што Гаго го кажа на почетокот. Луѓето размислуваат со своето и размислуваат за она што другите го кажуваат. Самиот Бог ни го ветува тоа. Самиот Бог ни го открива тоа како радосна вест. Ако веруваме во Христовото раѓање, живот, смрт и воскресение, дека тоа ни донесе вечен живот, за нас ке има утеха во овој живот и вечна радост на небото. И нека овој празник на вистина ни донесе радост, вистинска радост и надеж во овој живот.